Маркетите ни се лесно достапни, но до кујна се стигнува многу побрзо. Ајде да направиме домашна штрудла. 2 килограма сливи. Ќе додадам 400 грама шеќер, и 2 лажици мед. Не повеќе, не помалку, затоа што не сакам медот да доминира. Чисто го ставам како нота. Сега ги оставаме сливите од 12 до 24 часа да испуштат од својот сок, потоа одат на варење. Им дојде време и за варење. Оставаме на тивка температура, бавно да се сварат сливите. И пред самиот крај додавам 50 мл виски. Не дека е задолжително, чисто онака, јас си обожавам. Сакам да има една убава нота на вкусот од виски. Сладкото сливи е веќе готово. Оди на ладење. За тоа време го правиме тестото за штрудлата. 250 грама путер, 180 грама павлак, 10 мл ванила. Претходно путерот ми е на собна температура да може убаво да се соедини. Ќе пробаме со рака. Да. Сега додаваме 500 грама брашно. Значи не треба да е превише тенко. Тестото за штрудла, дебелината треба да биде вака нешто. Сега во средината додаваме сладкото од сливи што го направивме. Морам да ви кажам дека треба да имаме да користиме сладко кој што е малце погусто, како во овој случај. Значи што повеќе варено, повеќе редуцирано сладко, да не ни растече. Сега внимателно од двете страни. Ја затвараме горе штрудлата. И да, вака изгледа нашата штрудла. Нека не ве плаши тоа што е бела, така треба и да биде. Не треба да биде скроз она испечена како што обично ги печеме тортите. Додаваме малку прах шеќер и на здравје. Штрудла од сливи.